Иванска, добре дојдовте од Тетово. Многу ни е драго што ви имаме денес тука и што ќе разговараме на многу битна тема. За нас бевте и останавте една од најрелевантните и најпрепознатливите борки за еднаквост, за достоинство и за борба против корупцијата. Чест ни е навистина и се надам дека ќе имаме плодна дискусија за еден феномен кој што не е само политичко или правно прашање, туку прашање за еднаквост, прашање кој што веројатно ќе ни реши иднината на нас младите. Добре дојдете. Ви благодарам на поканата, со особено задоволство ја прифатив, убаво се чувствувам во вашите простори тука. Ја имате мојата поддршка, бидејќи силата на државата е во младите. Еднаш студентите ја покажаа својата сила, направија некакви чекови на промена и мислам дека овие генерации, сегашни студенти, секогаш треба да бидат свесни дека промените од нив треба да произлезат, дека тие се носители, тие се градители на општеството и така свесно треба да чекорат напред. Така што уште еднаш ви благодарам и се надевам јас дека ќе имаме успешна дебата и дека на некој начин ќе придонесеме и ќе допреме до студентите да се подразмислат и да се охрабрат во своите чекори. Да. Би рекла дека на нив останува еднината и мора да сме како студенти и млади луѓе свесни за тоа што се случува околу нас и нели преку секојдневни разговори со студентите јас сваќам дека најголем процент од нив ја гледаат корупцијата како главен виновник. Меѓутоа, кога бев јас студентка и кога ќе се спомнеше феноменот на корупција, искрено јас под корупција препознавав само примање на мито. И мислев дека не сум жртва како студентка на корупција, затоа што никој од мене експлицитно не порал да мито или слично. Меѓутоа, како што созревав, сваќав дека корупцијата има многу форми и дека мора да ги знаеме тие форми, за да знаеме дали сме жртви и кога веќе ќе сватиме дека нас ни се случува коруптивен акт, како да се справиме со тоа, како да кренеме гласот и слично. Сакам да ми одговорите на едноставен начин што е корупција, како истата се манифестира во академската заедница или може да се манифестира во академската заедница и кои се најчестите форми на корупција во академиите. Вака сега. Значи првото прашање е дали во високото образование постои корупција? Би рекла да, постои. Дали имаме воспоставено систем што ќе открива корупцијата? Колку се информирани за тоа чинителите и студентите и професорите, бидејќи знаете како корупцијата е како танго, за неа потребни се двајца. Дури еве и во законот е дефинирана како активна и пасивна корупција. Иначе има некој што нуди и некој што бара. Значи не може да има корупција ако нема две страни, минимум две страни. Може да има и повеќе страни, нели ако е организирано, но мора да има минимум две страни. Не можеме ние да зборуваме дека немаме корупција кога ќе наидеме на едно тло без интегритет. Значи корупцијата си бара тло без интегритет, си бара такви луѓе без разлика дали се професори или студенти. Суштината на корупцијата по мене лежи во психологијата на луѓето. Значи едноставно тоа се луѓе кои што или бара нешто што не заслужува. Тоа се студенти кои што бара оценка што не заслужува. Прво бара да се запише на факултет што не ги исполнува сите критериуми, да помине колку така, да си купи диплома и така натаму. Меѓутоа, тоа нема да се оствари доколку на другата страна имаме цврста страна, нели, цврсти професори. За жал, човечкиот фактор, човечкиот материјал е таков пропуслив што и од другата страна имаме некој што продава високи оценки, што продава дипломи, што злоупотребува студенти, па дури тоа го имаме, нели? За некаква информација, за оцена или за било што, значи корупцијата има толку многу форми колку што на поединци ќе им текнат работи од мозокот. Ние не можеме ни да се досетиме колку многу форми можеме да сретнеме. Меѓутоа, општо земено, ќе кажеме дека тоа е секоја злоупотреба на својата позиција, на својата службена должност, во случајот нели професорската, представува корупција. Гледајќи го како комплекс високото образование, таа може да ја разгледуваме од повеќе аспекти. Од тоа каков пристап има државата према образованието, ние тука паднавме на испит како држава,
колку сериозно државата одвојува средства за финансирање на образованието, понатаму како тие средства се распределуваат, дали тие средства го поттикнуваат вистинскиот талент или одат по нечии џебови. Така што пак ќе кажам дека многу е комплексен проблемот. Мислам дека ние сега не можеме да разговараме за целиот проблем корупција во образованието, туку треба да се задржиме за оној дел кој што ги допира студентите, така, колку што разбирам. Да, апсолутно. Така. Студентите не се мали. Значи, тие се веќе возрастни луѓе, тие се полнолетни луѓе. Тие не дека не се соочиле со терминот и со проблемот корупција. Ние правевме кампањи по основните училишта, со ученици од 7, 8, 9 одделение, тие беа многу свесни што е корупција. И беа многу свесни зошто постои корупција. И пазите, во нивните искрени одговори, значи толку беа искрени, безобразно искрени, би рекла. Значи во нивните искрени одговори потенцира дека се сведоци на поклонети оцени и дека најчесто родителите бркаат врски. И сега каде е проблемот? Значи проблемот е кај сите. Сите сме одговорни за состојбата во која се наоѓаме. И тој што прави корупција и тој што не прави корупција а гледа, а не пријавува. Значи сите сме одговорни. Сите сме одговорни за да го зајакнеме овој наш систем. Секој студент што ќе примети било какво однесување од страна на професорите, кој што му иницира дека нешто тука се случува, односно дека има некакво барање од него со позадина, еднаш тоа треба да го пријави. Јас колку што знам, нели, има воспоставено тела, студентски тела, кои што тие треба да ја заживеат целата оваа активност на студентите. За да бидеме успешни во целата оваа приказна, треба да постои сојузништво помеѓу студентите, професорите, институциите, за да можеме сите заедно да се бориме. Нема борба против корупција со поединци, да бидеме реални. Ако ние сме свесни што значи ова општествено зло и дека сите не уништува, тогаш секој треба да се замисли и час поскоро да ја буди свеста, затоа што најголем противник на корупцијата е високата свест. Се што ние треба да правиме треба да јакнеме свеста на сите, вклучувајќи ги тука и студентите. Ја би рекла дека уште од најмала возраст децата уште од градинка треба да се учат на вредности, тоа да си продолжува во текот на образованието и воспитувањето, значи ние имаме воспитно образовен процес за учениците и понатаму за студентите. И тие веќе треба како оформени личности да доаѓаат на факултет. И тие да бидат носители на промените во општеството. Значи да бидат свесни дека од нив зависи, дека не може никој за ништо да ги оценува. Буквално за ништо. Да. Многу ми е драго што на многу интересен и да речам јасен начин го позициониравте образованието како извор на нашата свест. Свест кон општествените прашања, свест кон феномените кои што не угнетуваат за жал, нели, на овој или на оној начин. И добро е што ги спомнавте тука и студентските механизми, всушност, нели, собранијата, правобранителот и сите тие механизми кои што им се достапни на студентите во оваа борба или борбата против корупција. Јас бев една од нив, јас бев студентски правобранител науки и јас бев гласноговорник за декриминализација на жртвата. Зошто? Кога една студентка или еден студент е жртва на корупција, човекот кој што го прави тој коруптивен акт на таа хиерархиска основа има многу повеќе моќ, верувајте. Значи многу повеќе моќ и така не треба да биде секогаш одбијам тој однос како однос меѓу истомисленици, како однос меѓу академски граѓани. Меѓутоа, не сме до тоа ниво. Јас сум во факултетите, на факултетите се уште и драго ми е за тоа и се надам дека јас ќе бидам меѓу тие што ќе ги менуваат работите, нели, на подобро. И да, бев гласноговорник за декриминализација, затоа што нас за жал не научиле, нели, во основно што е корупција, кои се формите и како се постави. И кога ги прашувам денес моите студенти, волонтерите во ФЕЧ, сите млади луѓе кои што ги знам, зашто не се охрабрувате на тој професор или на тој орган во академијата, не мора да е професор, има фантастични професори, зашто не се спротивставите? Вика, затоа што тоа можно е да се донесе до институционално ниво и кога ќе се донесе до институционално ниво, ние едноставно не веруваме во таа институција.
Меѓутоа, пред, да речем, месец дена, ние добивме малку поинаков сигнал. Форум за образовни промени пријави да речем скандалозен случај на незаконско наблюдување во Универзитетот во Тетово и за прв пат би рекла во нашето неколку годишно работење ние добивме позитивен сигнал. Беше изречена казна, беше изречена мерка и кон ректорот и кон Универзитетот и славевме, значи тоа е мал, но многу голем триумф за нас како младинска организација. Дали мислите дека ако се охрабруваме уште повеќе, дека ќе видиме плод во иднина, дали како нас и нашите колеги треба да продолжат да веруваат и да продолжат да се спротивставуваат на тие, да речем, угнетувачки системи? Апсолутно да. Апсолутно да. Видете, тие поединци кои што придонесуваат да наместо храброста да јакне стравот кај студентите, кои што сеат мок, тие се нема. Значи студентите тоа треба да го разберат. Дека тој што се прави дека е многу мокен, тој всушност е немокен. Тој сака својата слабост да ја покрие на тој начин. Ништо повеќе. Затоа велам дека корупцијата е психолошки феномен кај нас. Студентите мора да се охрабруваат, мора да пријавуваат, зошто? И да дојде до институционални разрешници, зашто? Затоа што и јавниот притисок придонесува заменување на јавното мислење. Заменување на колективната свест. Ако сакаме ние промени, мораме да менуваме колективната свест. Јас тоа го потенцирам постојано. Значи, мора свеста да јакне за да направиме било каква промена. И студентите мора тоа да го сватат и да го применуваат и да знаат дека нивниот успех зависи исклучиво од нивните заложби и од нивната посветеност во тоа. Ништо повеќе од тоа. Не може некој друг нив да индиктира вака ќе биде, така ќе биде или да ги заплашува или не знам што. Кој се е страв? Тој жнев, гнев. И затоа луѓето си одат од тука. И затоа студентите не знаат, некој нема пари да подкупи, да плати за, не знам, за упис, а нема, си мисли дека нема така. Попрво ќе иде во странство, ќе се запише. Зашто? Затоа што таму му се вреднува трудот. Тука се уште вредностите ние не можеме да ги, системот на вредности не можеме да го воспоставиме. Промените доаѓаат од нас, од секој поединец и секој поединец треба да се биде храбар за себе, затоа што неговата иднина зависи само од него. Мора да се охрабруваме. 15 закони и правилници прекршила господјата за да биде. Пазите, која е таа психологија, јас да сум тоа што не сум. Да. Тоа е изворот на расипаноста. Што е корупција? Корупција е расипаност. И сега вие во една вреќа со јаболки кои ќе ставите една да биде расипана, многу е веројатно да се расипат сите други. Затоа тоа се мора да се чисти, на време да се чисти, за да не остане здравото јадо. Да. И би рекла дека треба ние да почнеме да ја чистиме, затоа што нели секој треба да почне. Затоа велам дека секој има своја одговорност и своја мисија во животот, што треба да се ја изврши. Секој на некој начин може да придонесе. Или да каже стоп, или да пријави ако видел, или нешто да направи, било што да направи, нешто што води напред. А нешто е тоа апатија, таа незаинтересираност, тоа е укупување на сите нас. Да. И тоа беше цело пријавување, па нели елаборирање на случајот, па стигнување до доказен материјал кој што моите колеги не стигнаа до него. Впрочем, беше малку трпно. И моите познаници, нели моето семејство, сите луѓе кои што ми се блиски, беа запознаени со тоа и ме прашуваат супер ова што го правите, меѓутоа дали верувате дека ова ќе има разврска? И јас им викам, ако јас не верувам, јас нема да можам да спијам навечер. Наискрено, јас знам дека се случува тоа во нашето општество, во нашите академии, на нашите студенти. Како јас да спијам навечер, кога знам, ама си викам, па никој мене нема ме слушне. Нека, како што кажавте за волки, дека го оставаме волкото, нема да го трнам. Не секогаш ние ти јавови ги време, меѓутоа наше е да пробаме. Затоа што директно државата останува на нас. Ние сме останали тука, се надам дека ќе останеме тука и се надам дека ќе придонесеме кон едно поздраво општество од ова сега. Апсолутно да. Треба да верувате во тоа и треба да бидете свесни дека буквално се зависи од вас.
вашите животи зависат од нас, од вас. Да. Исто како што нашите зависат, мојот зависи од мене. За секој поединец тоа се однесе. Значи, секој треба да си ги заврати ракавите и да не чека од друг, и да не се обезхрабрува. Знаете се, и атмосферата по дома е, ти биди си помирен, не се мешај, не се расправи со сите. Кој вика да се расправаме? Ние не се расправаме. Ние на убав начин знаеме да го кажеме тоа што не чини. Тоа е храброст. Храброст е баш тогаш во моментот кога се случува лошото да се каже на еден убав начин и да се бара решение за тоа. Тоа е храброст. Не е храброст ако се бркаат врски за не знам што. На крајот на криштата еве ќе ги избрка врските, ќе ја купи дипломата. Вредноста на дипломите падна, нели? Поради корупцијата, вредноста на дипломите падна. Прво тоа, а второ, како ќе работиме со такво знаење? Кој ќе биде тогаш неговиот придонес? Значи, се студентиве, па се запишуваат на факултет, што им е целта? Истински да простудираат или да прошетаат низ факултетот? Затоа викам дека корупцијата секаде е присутна таму каде што ќе најде ликови со слаб интегритет. Да. И секогаш на младите, моите пријатели, моите студенти и сите нели млади луѓе со кои што се дружам и живеам, им викам дека мора да имаат големи очекувања од себе. Не од светот, од себе. Од себе. Ако имам јас големи очекувања од себе, јас нема да го пролетам факултетот како што кажате. И мојата примерна цел нема да е мојата област. Туку ќе биде јас да станам човек кој што ќе биде достоинствен пред се, кој што ќе придонесе кон општеството на овој начин својата, преку својата област, нели? И кој што не знам, утре не знаеш каде те носи животот. Ние сме едните министри на оваа држава, ние сме едните професори на оваа држава, едните доктори и сите. Ако го продолжиме овој наратив, ќе го живееме овој наратив цел живот. Така. Да, тоа е таа некоја, не знам, мантра која што јас се повторувам секој ден. Убава мантра, многу убава мантра за да се исчисти оваа карма, па како би рекла, нели, што ни владее тука со години. Буквално така, затоа што од генерација на генерација се пренесува ти вака не се мешај, да е партиски, мора да се зачлениш преку некоја партија за да можеш после да се вработиш. Значи, треба да се тргнеме, да се дистанцираме од такви заразни, би рекла, реченици, заради тоа што тие не водат напред. Видовме во овие изминати 35 години какво лошо семе посеа партиите, едноставно го разединија народот, го раскара и никакво добро не гледаме никој. Корупцијата си цвета на сите полиња, првенствено поради многу силното политичко влијание кое што се чувствува и во креирање на закони, а и во непримена на донесените закони, бидејќи нели тие се над се. Така, понатаму во рекрутирање на човечките ресурси, исто така. Значи, секаде се гледа да се мрежи таа политичка мрежа која што не дава општеството да диши. Затоа студентите треба, бидејќи тие се би рекла сега најчистата субстанца во општеството, треба да ја задржиме, да ја очуваме да остане така чиста, да ја возможиме воздух да диши. Ама и тие самите треба да се барат воздух да дишат. Значи не само родителите или не знам околината или не знам секој, пак ќе кажам, секој си има своја улога, ама тие сами треба да се го тргнат покривот над себе и да си бараат воздух. Мора така, инаку не гледам како би направиле перспектива. Точно. Во однос на перспективата, од каде да почнеме? Од себе. Значи од себе. Секој студент првен да се запраша себе што сакам јас од мене, што сакам јас да постигнам. И на секоја препрека што ќе најдем во животот, соодветно да се однесува. Пример, ако е препрека од областа на корупција, да си пријави. И пазите се, ако ќе се зголеми бројот на тие пријави, тоа доведува до менување на свеста кај луѓето, до менување на јавното мислење. Не многу одамна имавме ние некој станал на функција, па се збогатил, па не знам, стекнал ваков таков имот, луѓето го добруваат тоа. Дека тоа сега му се може, тоа е сега на функција. Значи, мислам дека тоа време полека се надминува и свеста кај луѓето расте во тој поглед во смисла ајде доста више не кради, нели? И наративот се менува. Што значи, пак да се вратиме кај студентите, секој треба да се праша себе си што сакам јас од мене. Што јас можам да придонесам за мојата држава.
И доста е веќе државата таа што треба да дава. Дајде ние нешто да ја дадеме на државата, затоа што државата сме ние. Давајќи на државата ние сами на себе си даваме и подобри услови, и подобра околина, и поквалитетен живот и се. Точно. Не знам, да земе еден кейс стади на, да кажеме, студент кој што студира медицина. Не го интересира право, не го интересира некои општествени проблеми, он е медицинар или медицинско лице и се, како да кажам, се фокусира на сопствената област за еден ден да се впушти и да се вработи во еден систем кој што е исто така многу корумпиран, значи не е само академијата и слично, туку многу, да речам... Значи нема звера во општеството кај што нема корупција, да се разбереме. Зашто? Затоа што секаде има луѓе, затоа што корупцијата презлегува од луѓето. Особено од оние кои што имаат моќ, бидејќи по дефиниција корупцијата е кај тие што имаат моќ, затоа што тие имаат што да делат, нели, што да прават и како да ја раздаваат моќ. Да ја манифестира. Тоа сакам да прашам од каде да почне тој студент или студентка по медицина? Да почне да го чита, да го разбере. Дали да почне од, не знам, себе си дефинитивно мора да разбере што е корупција, да разбере што е општествените, да речам, како се вика, осцилации да ги разбере и слично. Меѓутоа од каде да почне? Видете се, вака. Значи сите сме луѓе, така. Сите имаме човечко достоинство. Сите носиме нешто човечко во себе. Еве ништо нека не знае, ни еден закон нека не знае. Нека си го знае своето тело и психа. Не треба ништо друго да знае медицинарот. Тој во животот кога ќе заврши, наидува на првата препрека, не го примаат на работа, иако успехот му е толку и толку. Му пречи ли тоа? Но дека му пречи. Не помене решението земи си торбичката и бегај си, затоа што кој ги не награди нас држава ако не ние самите. Значи, тука веќе на првата врата кога е затворена, треба силно да се чука. Не треба кој знае што да се знае. Значи, животот те води. Дека ти чувствуваш неправда, па ќе реагираш на неправдата. Ќе реагираш, прво ќе прошириш во твојот круг, кај твоите пријатели, па ќе се најде колега од правен ќе се мислам. Да, тоа беше тој одговор го сакам. Всушност треба да речем да се споделуваат работите и да се настапува организирано, да се настапува свесно, чекате. Никој нема право мене да ми го руши моето право на работа, бидејќи тоа е уставно загарантирано, бидејќи секое работно место е достапно за секој граѓанин на оваа држава. И кај се критериумите? Значи тој може да се бори по разни основи. Има успех. Тоа е успехот. Има ли критериуми за вработување? Кај се критериумите? Вообичаено имавме доста предмети, баш за здравствени институции, каде што интервјуто беше тоа пресудното кое што ги вработуваше докторите, да речеме. Зошто? Затоа што една директорка на една клиника кажа, па мене ми остави посебен впечаток на интервјуто. Пазете, имате вие кандидат со 100 поени, имате кандидат со 47 поени. Замислете тој со 100 поени што студирал во некој си странски универзитет, не знам кај беше, не е важно, не е оставил толку впечаток, ама овој со 40 поени што не го решил ни стручниот тест, многу ја оставил впечаток за да го прими. И го примила него, не го примила овој. Па дури после правеа ваши колеги новинари правеа прилог како тој со 100 поени оди и 2 недели во Холандија работи, 2 недели во држава работи, затоа што нашата држава не го препознала тој капацитет за да го работи човек. Се враќаме на првиот и најважен и основен проблем во нашата држава, тоа е негативната селекција. Таа негативна селекција произлегува токму од чувството на тие што се на позиција да сакаат да бидат супериорни и се околу нив да биде помалку вредно, за тие повеќе да вредат, што е многу лош пристап. Значи, поентата на лидерот е да најде силни луѓе околу себе, за да биде тимот силен, а не поединецот силен. Со силен поединец што? Ништо. А тој е лажно силен. Тој е лажно силен, затоа што околу себе земал луѓе кои што не знаат толку многу. Ај земи ти кои што знаат толку многу, па да видиме кај ти е тебе местото да се реагираш. Пример, така ли? Да. И се надам дека ние ќе бидеме тој тим. Многу се, јас се радувам и многу сакам и знам дека силата и енергијата е во вас и таа треба правилно се насочи. Точно.
И да верувам еден во друг, да речам, ние носиме оваа држава напред, кога бев студентски правобранител, јас сум инаку лингвист. Ама ќе имав таа борба и едноставно сакав да придонесам кон студентската кауза, исто и тогаш добив, ама зашто тие тоа сега фокусирате на студии? Слично не, сакам да придонесам кон студентската борба и сакам да бидам студентски правобранител. Ама Викторија, ти си филолог, не можеш да бидеш студентски правобранител. Не можам. Како биднав ја студентски правобранител, така што им се јавив на моите колеги правен, кои што дојда, ми го објаснија законот и ми објаснија како се постапува. И јас мислам дека И треба ли да си правник? Не треба. Не. Еве го одговорот и на претходното прашање и пак ја речам, борбата се носи тука, во дупато. Без разлика дали е некој правник или е, не знам, филолог или медицинар или било што, сите сме луѓе. Да. И тука е. Ако тука гори огинчето, ако работиме со срце, се ќе биде. Знаете како викаат старите? Работи со срце и ум. Срцето ти дава да си праведен, а умот научиш. Значи, кога ќе научиш и ќе бидеш праведен, тоа е твојата мисија. Мислам дека ова е супер момент да ја заклучиме нашата денешна дискусија. Би рекла дека треба да се продолжи напред. Би рекла дека треба да се барат сојузници како професионалци како вас и би рекла дека многу ни значи што не уважувате и што верувате во нас и што еден ден кога ќе го изградиме општеството на еднаквост и на квалитет, дека ќе бидете нашиот беран, кој што ќе не штити од сите, ќе има и тогаш можности да се урни со нешто. Така што устинашко ви благодарам. И се надам дека ќе се работуваме во секогаш во секое време. Јас сум поддршка за се што е позитивно, напредно, чисто, искрено, од срце направено. Секогаш сум тука, ја имате мојата поддршка и вие, и средношколците, и основците, и тие од градинка, значи воопшто младоста е нашата радост и нашата иднина.